Ни игла веќе не може да влезе и излезе во и надвор од Македонија без знаење на македонските цариници. Вчерашната заплена на рекордни половина милион евра на Богородица за познавачите е само показател дека граничарите повеќе не замижуваат на едното око и не дозволуваат прекршување на законот. Изминатите неколку акции на заплени на дрога, девизи и злато е уште една потврда дека контролите на македонските граници се подигнати на значително повисоко ниво и цариниците со зголемена внимателност и професионален пристап успешно ги препознаваат и спречуваат обидите за прекуграничен криминал. Покажа институциите дека имаат капацитет, имаат знаење, имаат кадровски потенцијал и дека имаат намера честно да се борат против сите видови на криминал, особено против организираниот криминал кој што е рак рана на вкупниот систем, не само во Македонија, него и на глобален план. Ни се покажува дека се има честни намери да се работи законито и согласно законските прописи, да се бидите ефикасен во борбата против криминалот, против сите видови на криминал и прекршоци кои што се вршат преку царинската линија и така натака, и е зголемена и факт е дека е зголемена ефикасноста на царинските органи во Република Македонија, особено после 2024 година, што покажуваат и резултатите кои што се даваат во извештаите преку Министерството за финансии. За Ѓурчевски покрај заплената на нелегална стока и материјали на границите, клучна е и ефикасноста во работењето и соработката со останатите институции, како јавното обвинителство, МВР и управата за јавни приходи, затоа што било кој од нив да потврди, тоа ќе биде сламка спас за криминалците. Координацијата и соработката помеѓу сите институции задолжени за откривање, процесуирање и докажување на кривичните дела, начело со јавното обвинителство, мислам дека е круцијално прашање и таа соработка мора да ни е на највисоко ниво. Зборувам, управата за јавни приходи, полицијата, финансиската полиција, царинската управа, инспекцијските служби и така натака, сите заедно, доколку некој во овој систем потврлит, бидете сигурни дека криминалците ќе си најдат спореден пат за да ги сторуваат тие кривични дела. Дека цариниците се на ниво со нивните европски колеги, покажаа во изминатиот период неколкуте случаи на заплени на девизи, дрога и злато на границите низ Македонија. Вчера беше презентирана историската заплена на половина милион евра на Богородица, а имало и обид за шверц на околу 10 килограми марихуана во Стар Дојран, кои биле спакувани во пластични пакувања на Еурокрем и Павлака. На граничниот премин Богородица беше запленета и златна плочка која цариниците ја пронајдоа во чевел на патник.